Ден пред Божик, предвесник на раѓањето на Спасителот. Денеска е Бадник, голем празник во христијанскиот свет. За празникот и обичаите поврзани со него во следните неколку минути. Останете со нас. Бадник или Коледе, денот пред роденденот на Исус Христос Божик, според христијанската традиција. Според јулијанскиот календар по кој се раководи Македонската православна црква, Бадник паѓа на 6 јануари секоја година, а Божик на 7 јануари. Суштината на празникот е во радоста на христијаните пред големиот ден Христовото раѓање. Истовремено, со овој ден завршуваат и Божикните пости. Традиционално Бадник се прославува кај сите христијани, но црквите кои го користат Григоријанскиот календар го прославуваат на 24 декември. Кај сите христијански народи има низа обичаи за Бадник, особено поврзани со Бадниковата вечера. Зборот Бадник веројатно доаѓа од старословенски да бидеш буден. Таа ноќ, како што запишал Шапкарев, сите домашни луѓе не заспиваат, туку преноќуваат будни, та од тоа се гледа дека таа ноќ е наречена Бадник будник. И многумина други истражувачи на овие обичаи сметаат дека името на овој ден доаѓа од деењето будноста покрај обредниот оган. Традиционално во Македонија семејството се собира на вечера на Бадник. Се подготвува богата трпеза исклучително со постна храна, питулици, сарма, граф, компир, зелник, овошје и друго, што треба да обезбеди богат род на земјоделските култури во следната година. Обичај е по вечерата софрата да не се крева, туку така заедно со храната да остане цела ноќ. Ова е поврзано со верувањето дека ноќта ќе дојде Дедо Боже и ќе се нахрани или во некои места духовите на мртвите. На Бадник во секоја куќа се меси кравајче, пита или погача во која се става пара. Вечерта, кога сите ќе седнат на вечера, домакинот, откако ќе се прекрсти и ќе ја благослови трпезата, го крши кравајчето на толку делови колку што имат членови семејството, оставајќи уште еден дел за Бога и за куќата. Сите присутни во овој дел од кравајчето ја бараат парата и оној што ќе ја најде се смета за најсреќниот во годината што предстои. Богати обичаи и верување на Бадник се поврзани со обредниот оган, како и со горењето на дрвото наречено Бадник или Бадникојца. Во време со обредните коледарски огнови е обичајот коледица. И денес, како и во минатото и во селата и во градовите, во сите краишта на Македонија помали или поголеми групи деца палат оган и го прескокнуваат. Рано изутрината на Бадник, децата пеат и одат по куќите каде што добиваат подароци како што се пари, ореви, костени, јаболка, портокали и друго. Една од најпеаните песни што и сега се пее во овие случаи Коледе леде, ја среќаваме и во запис на Г. Бојаджиев, објавена во 1893-та. Од друга страна пак, мапаца гозбите и пеењето околу коледарските огнови ги смета за пагански обичаи кои се во целосна несогласно со црковното предание и со Божикниот пост. Обичаите што се изведуваат на Бадник и Божик се разликуваат од регион до регион, па дури и од село до село, но она што е заедничко секако се богатата софра што се подготвува на Бадник навечер, коледниот оган и бадниковото дрво, како и коледарските песни. За Бадник трпезата секогаш е постна, но исклучително богата. Пред да започнат домашните да вечераат, домакинот го отварал прозорецот и го канел Дедо Боже на вечера со зборовите: "Повели Дедо Боже да вечераме." Во некои места софрата се изнесувала во дворот и од тука се упатувала поканата кон Дедо Боже. Обичај е по вечерата софрата да не се крева, храната останува цела ноќ, а во некои места така останува во текот на 3 дена додека се празнува Божик. Ова е поврзано со верувањето дека ноќта ќе дојде Дедо Боже и ќе се нахрани. Децата утрото на Бадник ги посетуваат куќите каде што пеат песни, го најавуваат и го честитаат големиот празник. Денеска е Коледе, утре е Божик, зашто добиваат дарови. Со Божик е поврзана и поговорката: "Пред Божик, зад Божик, кај да си, дома да си", што има двојно значење. За време на големиот празник треба да се биде во кругот на семејството и тука да се слушне и да се прослави радосната вест за раѓањето на Спасителот, но не е на одмет да се потсети дека во најстудениот период од годината сепак најпријатно и најбезбедно е во сопствениот дом. На Божик се оди в црква и се врши причестување со земање нафора и вино, кои го символизираат Исусовото тело и крв. По овој чин, луѓето смеат да се омрсат, се подготвува богата софра на која скоро задолжително било свинското месо. На денот на Христовото раѓање, по одењето во црква, луѓето се веселеле, играле и пееле. Во
Почитувани мој денешен гостин токму на оваа тема за празникот на Бадник е професор по етика во религијата Драги Атанасовски. За почеток добре дојдовте и ви благодарам што одвоивте време за да бидете дел од утринската емисија на Мега телевизија. Да, ви благодарам и вас за можноста да споделиме дел од таа божикина радост што ја очекувавме повеќе недели преку овој божикен пост. Како што најавивме, денеска е Бадник, утре е Божик. Кажете ми какво значење има овој празник, посебно во христијанскиот свет? Знаеме дека е голем празник, знаеме дека е најавата на раѓањето на Спасителот, меѓутоа според учењето на самата православна црква, какво значење има овој празник? Да, значи, многу е важно да направиме дистинкција која е суштината на нашето чествување сите наназад овие денови, дека сето тоа е една подготовка за неважното, да ја доживееме и да ја почувствуваме таа голема небесна радост за воплотувањето на Синот Божи, рождеството Христово. Така да и денешниот празник се осмислува само преку тајната на раѓањето на Богомладенецот Христос. Сега, бидејќи има некои непознавања, некогаш некои прашуваат и деца, и возрастни, каде бил Христос пред 2000 години? Така да многу е важно да се спомни дека ние, православните, исповедаме вера во еден Бог, како се и крстиме во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, нели? Значи, исповедаме еден Бог кој има три лица. Бог Отец, Бог Син и Бог Дух Свети. Христос од секогаш пребивал на престолот Божи, заедно со Отецот и со Светиот Дух, но заради нас и заради нашето спасение, Бог го испраќа својот Син овде во светот, за да не поучи, да не умудри за најважната мисија, тоа е да можеме да ја оствариме ние заедницата со Бога и да го оствариме онај повик што ги имаме, да бидиме со Бога во царството Негово. Значи, Христос слободно, доброволно слегува овде на земјата и се вели тој голем кенозис, снисходење, и од таа димензија треба да ги гледаме сите овие настани. Некој заради нешто што го создал, од тука е таа големина, не некој раме на себе, туку заради созданието свое снисходи за да не поучи, умудри и просветли. Значи, како некој родител, кога би му дал некој послушание на своето дете и кога не може и не успева да ја совлада таа, да речам, порака и таа работа, тогаш самиот родител слегува и му помага за да ги совлада, да речем, од едукативни причини, детето да ги научи, да може и самиот да ги практикува. Така, во тој контекст да гледаме дека Христос доаѓа и самиот да го изоди тој пат како вистински човек. Се вели, Христос стана човек заради нас и заради нашето спасение. Христос стана човек за нас да не обожи, да не повика во царството свое. Христос стана како еден од нас, стана човек, за човекот да стане Син Божи по благодат Божи. Значи, голема таа мисија и голема улога што ја прави нашиот Спасител, што слегува овде на земјата среди нас. Значи, тој теолошки момент дека Христос од секогаш бил и е со Бога и во Бога, но заради нас се воплотува. Сега, за да се посведочи дека човекот има таа можност и имајќи ги тие вредности што Бог ни ги дал, да го изоди тој пат на спасение, Христос морал да биде вистински човек, значи се вистински да чувствува, исто како нас, и
да ги победи сите искушенија и страсти, да ни даде пример и урнек и можност со вера во Него и во Неговото име, и ние да ги победиме сите наши искушенија и страсти во нашиот живот. Сега, за да се дојди до тој момент, сепак Синот Божи требаше да се воплоти од некоја девојка, така, која ќе биде достојна за тој призив. Изборот паѓа на пресветата мајка наша, Владичица Богородица, Света Дева Марија, и таа е избрана да биде мајката на Синот Божи, да го смести во себе си несместивиот. Така да во градот Назарет, кога таа веќе била свршена за праведниот Јосиф, дури била во градината, се вели, слегува Архангел Гаврил, благовести радосна вест и вели: радувај се благодатна Марија, Господ е со тебе, зашто ќе го роди Спасителот Исус. Таа претходно го читала текстот на свети пророк Исаја, кој вели: ете, девица ќе зачне и ќе роди син и ќе му се даде име Емануил, што значи со нас е Бог. Кога таа тоа го читала, не помислила, да можам јас да бидам таа што ќе го роди Месијата. Значи, старо пророштво 700 години, свети пророк Исаја, туку помислува, да можам да бидам барем слугинка на таа што ќе го роди. Колку била смирена, скромна, и баш во тој момент исева Архангел Гаврил, ја благовестува таа радосна вест, и таа кога вели како е можно тоа, кога јас немам маж. Архангелот Гаврил и вели: Светиот Дух ќе слезе на тебе, силата на Севишниот ќе те осени, и зачнатото ќе биде свето и ќе се нарече, ќе му дадат име Исус, ќе биде син на Севишниот, и таја тогаш ги преклонува колената и вели: еве слугинката Господова, нека ми биде според зборовите твои. И во тој момент мајката Божја забременува, и тој е празникот всушност благовештение. Но Божик почнува од благовештение, така? За да се роди нашиот Спасител, потребно е, нели, девојка која што безгрешно ќе го зачне, ќе го роди нашиот Спасител Господ Исус Христос, а Божик е па мајка на сите останати празници. Бидејќи ако не беше Божик, немаше да ги има сега ни сретење Господово, ни обрезание Господово, нормално. И сите богојавление, воскресение, вознесение, педесетници и така натаму. И од тука е таа голема тајна на овој празник над празниците, рождеството на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Би се навратила малку околу Бадник, ова е мал вовед, нели, во смисла на самото учење на црквата за самиот Бог, за самото зачнување, за самото раѓање на Спасителот. Меѓутоа, со Бадник, денот пред Божик, се поврзани многу обичаи, зависно од регион во регион, од град во град, од село во село. Луѓето и народот низ годините сите почнувале да го слават некако по свое, што би се рекло. Ги имаме тука коледарските огнови. Може ли да ми кажете колку тоа е во склад со учењето на црквата, со сите тие обичаи во смисла на канењето на Бога на вечерата, малку да се доближиме до народот и сите негови обичаи и јадети кои што ги прават, нели така да се изразам. Кажете ми колку може сите овие работи да се сватат како исправни и токму според учењето на црквата. Значи ли тоа дека коледарските огнови се дел од Бадник или можеби се некои пагански обичаи? Значи, многу е важно да знаеме етимологијата на зборот и суштински како останало како предание, за да можеме правилно да го разбереме нештото и правилно да го практикуваме, чествуваме и доживееме. Значи, за жал, во многу сегменти, многу од луѓето, многу ни е полесно да се фатиме за формата, а не за суштината. Така да, многу од овие обичаи, не само што немаат суштински карактер, некои дури не потребни, туку и погрешни. Затоа треба да внимаваме
да ја насочиме енергијата, времето, силата, барем позитивно, бидејќи ќе имаме повратен фидбек, така? За да го доживееме тој благослов и благодат Божја, ќе има ефект само ако ние правилно се однесиме, така? Сега да кажам, најважната е духовната подготовка за да се сретниме со Бог. Бадник доаѓа од црквенословенски збор, што значи будност, бдеење, така? Значи да се бдее, значи да се очекува. Сега, ова е најважниот момент. Како во некоја фамилија, имаме родилка, така? Некоја жена што треба да се породи, сега цела фамилија е во очекување, така? Жената отишла во болница и сега сите ние сме во една неизвестност дали се ќе биде во ред со мајката, дали детето ќе се роди здраво, живо и така натаму. И се дури не добиеме повратна вест, нас ниту ни се јади, ниту ни се пие, така? Не се ни спие. Имаме тоа поставување на посната трпеза. Да, значи, очекуваме и се дотогаш сме во една неизвестност. Ова е тој духовен, емотивен момент кој што би требало никако христијани да го доживееме, бидејќи сега ни очекуваме на друга вест, така? За да се роди Богомладенецот Христос. Значи, исто како што се бдее во еден дом, за да се слушне радосна вест за нова принова во домот, така и ние многу е важно да учествуваме во тајната на празникот. Знаете, и така само можеме вистински искрено да го доживееме. Многу е лесно да скинеме едно бадниково гранче, да донесеме дома и со тоа мислиме дека сме ја собрале цела благодат и радост и благослов. Но многу е важно дали ние за таа средба малку сме се подготвиле. Учењето на црквата е познато. Најважниот е тој духовен пост и телесен пост. Мислам, таа духовна подготовка ни е многу важна за да можеме достојно да се соочиме и сретниме со Богомладенецот Христос. Значи, тоа е многу интересен, многу важен момент. Ова е нашиот пост. Ова наш пост трае, да речам, 6 недели. Благ е, бидејќи е радосен, очекуваме радосна вест, има многу празници, но со тоа наше воздржување на телесен план ја покажуваме нашата вера и нашата љубов кон Бога. Значи, слободно нешто правам, се воздржувам од љубовта кон Тебе, Господ. Знаете, љубовта бара жртва. Значи, ако сакам да посведочам дека некого сакам, почитувам нормално, треба нешто да направам за него, така? И тоа мал принос е наш. А ние што правиме? За жал, и очи Божик, вечерта, за жал, многу од нашите сограѓани, во цела Македонија, да речем и во многу други држави, се имат мрсна трпеза. Знаете, каква ќе биде мрсна трпеза за Божик ако веќе ние претходно сме го издегустирале, така? Тоа се случува и на самите огнови, нели? Тука имаме точење алкохол, има подготовка на месо и слично. Да. Најповеќе од незнаење, јас верувам, луѓето да го доживеат вистински, да ја знаат тајната и колку е таа голема радост. Каков е тој степен според вашето искуство? Има ли посебно, конкретно во Битола, луѓе кои што на вистински начин го чекаат раѓањето Христово? Значи, со одветен пост, нели се воздржуваат покрај од храната што се воздржуваат, немаат ни лоши мисли, не се караат со луѓето околу нив, во семејството имаат толеранција. Имате ли таков податок дека да, добар дел служат онака како што проповеда самата црква? Самиот обичај на палење на огнови не е во традицијата православна, да речем, во тоа предание. Влегла, меѓутоа, имало некоја толеранција од црквата и се палеле огнови во храмовите, баш заради тоа, за да се покажи пример како треба правилно да се чествува. А која е причината на палење огнови? Сега, како што овчарчината, нели, кога во таа ноќ имале запалени огнови и ја слушнале радосната вест од ангелите кои им рекле слава на Бога во висините, на земјата мир меѓу луѓето добра волја, ви соопштуваме радосна вест. Во градот Витлеем ви се роди младенец, спасител, новиот Месија. Знаете, Бог преку ангелите ми открива на најпростите, но најчисти по срце. Нели? Овчарчината. А истото се случува и со мудреците, што можеме да кажеме
покасно, значи, тие што биле со да речам, скромни, најчисти мисли во душите, биле подготвени за да ја слушнат, разберат таа вест и одма веднаш отишле да му се поклонат. Тие огнови, но и тоа бдење наше во таа неизвестност, во очекувањето на радосната вест, може да се пропрати, така, но суштината сепак ја оставаме и ја потенцираме. Нашата духовна подготовка. Нели, тогаш да ги подготвиме дечината за да научат и да кажат вистинска, правилна коледарска песна. Нели? Текст што ќе содржи христијанската порака од тајната на рождеството Христово. Не да биде нешто што не одговара, што воопшто нема никаква порака Божјка. Да учествуваме во нашата подготовка со трпезата што ќе биде за Божјка. Да учествуваме со тоа што кого можеме да израдуваме за Божјка. Така? Бидејќи Божјик е пред се празник, да спомниме на спасението, и Христос, нашиот спасител, слезе за да не повика во тоа наше спасение во Царството Своје. Божјик е празник на љубовта. Христос се посведочува својата љубов. За нас се вели надумна, луда љубов Божја. Бог да стане човек заради нас. Ние некогаш со нашите, со иста природа, на нашите блиски некогаш не сакаме да снисходиме. А како ли Творецот претварта да снисходи? Тоа ја покажува неговата љубов. Треба да сме благодарни и да возвратиме на љубовта со љубов, да сме благодарни. Значи, Божјик е празник на радоста. Ваква радост да споделиме, бидејќи, како се вели, дете ни се роди, син ни се даде. Отец вечен, кнез на мирот. Тие се сите евангелски пораки, пророштва кои што се векови наназад кажани. Потоа, Божјик е празник и на сиромаштвото. На кој начин? Во смисла, Христос се сиромаши заради нас. Замисли, кој од нас лесно се откажува од комодитетот. Така? Посебно денеска. Денес, заради некого. Сега ќе си го расипам рајотот, со некој таму имал некои проблеми. Но, вистинската радост наша ќе дојде баш тогаш, кога јас ради блискиот ќе го нарушам личниот комодитет. И таа радост, него што ќе му причинам, Бог стократно ќе не умножи. Познавате ли такви луѓе? Да го направат тоа токму во името на Бога? Како се вели? Дури има такви луѓе, ќе постои светот. Така јас верувам дека има луѓе кои што го живеат христијанскиот начин на живење, бидејќи христијанството е пред се школа на љубовта. Научи како правилно да живееме, да се однесуваме и да ја носиме таа евангелска радост. И навистина жално е кога човекот е секогаш со некои проблеми, секогаш од негативна страна песимистички ги гледа работите, незадоволен и така натаму. Христијанството нуди решенија, реални, практични, во најтешките моменти ти да си тој ведар и радосен, што ќе ја носиш таа радост во животот. Бидејќи, како се вели, секоја болка и тага носи нова радост. Во смисла, едно ново искуство. И само така, од една друга перспектива, од птичја перспектива, гледајќи нештата, ние го носиме тој радосен дух во овој светот. Христијаните се повикани да ја носат таа евангелска радост во светот. И затоа верувам дека ги има такви, и верувам дека и тие ја сведочат и ја живеат. И уште нешто, значи, за Божик, ако Христос се сиромаши заради нас, колку и ние можеме да израдуваме некој, да сиромашиме и материјално, да споделиме нешто. Имаме луѓе кои што донираат за најмладите, имаме нели тие пакетчиња или пакети со храна. Меѓутоа, колку е тоа во духот на христијанството, кога многу од нив сакаат да бидат видени и чуени дека нешто дале. Ги имаме тие моменти и денеска, меѓутоа, нели, какво е учењето на Бога, кога, како е, левата рака дава, десната да не знае. Точно. Кажете ми малку околу тоа. Значи, баш, допревме суштината, бидејќи каква ќе биде мојата радост ако некој тагува или не може да ја доживее таа Божикна или
на секој празник радост. Како се вели? Споделената радост се умножува, споделената тага се намалува. Таа едноставна мудрост. Ако ние посакаме баш вистински, искрено да го доживееме Божик и силата на Божик, на таа Божик и на радост, неминовно е да споделиме радост кај другите. Тоест, да усреќеме некого. Има една многу интересна тајна, се вели сакаш да биде среќен, направи го другиот биде среќен. Сакаш да бидеш радосен, тоа му го кажам на децата, една тајна ќе ви откриам. Така да, ако сакаме да бидеме радосни, несомнено треба да ја споделиме таа радост. Значи да осиромашиме не само материјално, што ќе му однесиме некого парче месо, така, храна, така натаму, многу е важно да осиромашиме, тоест да споделиме нашата духовна ризница, тоест да потрошиме малку време, внимание. Денес во Битол има повеќе хуманитарни организации, баш и во црквата имаме една хуманитарна организација, која што, еве, пред Божикно, благодарение на многу благочестиви луѓе, имаше донации да се израдуваат многу семејства и таа радост да се сподели. Меѓутоа, што кажува во пракса нештото, дека тие луѓе колку се, да речам, зависни, потребни од храна, уште повеќе им е потребна внимание, грижа и љубов. Значи, многу е важно да можеме да ги посетиме, да споделиме некој збор со нив и сите да знаеме дека сме едно семејство. Никој не знаеме кој на кого некогаш ќе му потреба. Така да и за тие наши ништи браќа, што некогаш, за жал, се отфрлени и свесно, не знаеме дека преку нив може да дојде и нашето спасение. Кога сме околу Божикот, нели, утрешниот голем празник, раѓањето Христово на нашиот Спасител, кажете ми збор повеќе како треба едно семејство да го одбележи Божик покрај овој духовен план, поврзано, нели, со трпезата. Знаеме дека постот завршува, еве докторите сами препорачуваат, нели, при толкав долг временски период на испостување на самиот организам да не се пристапи наеднаш кон многу мрсна храна. Има ли некое правило според црквата како треба правилно да се одбележи? Еве, Значи, нели, почнувајќи од утринската служба, предпоставувам, во црковните храмови. Значи, најважното е ние да земеме учество во самиот богослужбен дел на црквата. Како сите недели наназад, секоја недела се вели мало воскресение, но имаш и многу празници. Многу е важно ние да земеме учество, тоест да бидеме присутни на светата божествена литургија. Така и утре. Ете, најважната порака што би можеле да ја пренесеме, сите да земеме учество со тоа што ќе бидеме присутни на светата божествена литургија, бидејќи на чудесен начин, ако ништо некогаш не разбираме, посебно луѓе кои што доаѓаат празнично само и велат, ама јас ништо не разбирам. Знаете, ние не сме само тело, ние сме и душа, и дух Божи. И како што некој мало бебе не разбира зашто мама инсистира и тато да јади, и тој плачи, но мама и тато знаат зашто му дават, а детето не знае, но расти, така и нијако не знаеме што се случува во црквата. Ако сме мудри и послушни синови на ова црква, наша православна македонска, самото присуство на светите богослужби, нашата душа се храни. Значи, ги прима тие благодатни сили и енергии кои се дават преку светите тајни на самата служба, посебно бидејќи тука се врши најголемата света тајна, тоа е осветувањето на даровите за светата причест, кога лебот станува тело Христово, а виното станува крв Христова, и тогаш Светиот Дух кој ги благословува и осветува, ги допира и не осветува сите нас присутни. Така да често родителите кои кажат: "Леле, рече, убаво детето цел ден ми спиеше, годнесо во црквата, си се причести, толку му беше убаво, мирно", така натаму. Ние не сме свесни за силата Божја што ни се дава. Знаете, многу е лесно да бидам на огнот, многу е лесно да скинам гранче, така натаму. Но да направам нешто што ќе биде за мојата душа многу важно, да се учество некојаш кога ми е терет, ми е тежина да стојам и така натаму.
Но да не дојде момент кога јас ќе треба да барам заради некои наши искушенија и проблеми во животот, туку навреме да имаме една таква духовна дисциплина и култура на правилен духовен живот и бидејќи тоа е многу важно, децата и сите возрастни, ние го јакнеме нашиот духовен имунитет. Живејќи во духот на црквата, стекнуваме такви благодатни сили, што знаете, како што децата велат многу нежно, мал му имунитетот или некој човек и затоа лесно се разболува и треба да работиме на телото да го зајакниме. Така и нашиот дух лесно потпаѓа под одредени искушенија и страсти во овој свет. Значи, Да не бидеме вејки на така. ветрот, сакав да кажам, многу е важно ако живееме преку тајните на црквата, ни се крива нашиот духовен имунитет, кој ни дава сила. Ни останува само да ги поканиме сите христијани токму во утрешниот ден, нели, да ја посетат оваа црковна служба која што ќе се одвива, се надевам во сите цркви и манастири, предпоставувам на ниво на Битола, да ви посакам среќни празници и благодарам за учеството во денешната утренска програма на Мега телевизија. Да, и јас ви благодарам за поканата. Многу ме беше мило што споделивме вакви, да речем, радосни вести, предвестие на радоста. Уште нешто би сакал само да кажам. Највистински торжествено да го доживееме во нашите души, сепак би било ако се подготвиме со не само со пост и со молитва, подразбира и духовниот пост, да се помириме со сите наши блиски, за да доживееме силата на таа радост, да му простиме во душата на сите што ни сгрешиле, а искрено ако имаме можност да побараме прошка на сите што ние сме сгрешиле и во таков мир, бидејќи Божик е пред се празник на мирот, а за да имаме мир во душата, треба да имаме мир со сите луѓе. Така да Христовиот мир да не посети, облагодати, о радости до веки веков. Амин. Ви благодарам. И јас вас. А сега продолжуваме и понатаму со подготвените рубрики.